Денеска на визита ни доаѓа доктор Оливер Јовковски, специјалист пулмолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден, доктор Јовковски, добре ни дојдовте во визита. Добар ден. Карциномот на белите дробови се уште во големи размери како една епидемија на глобално и светско ниво, и исто таква е ситуацијата и кај нас, се поголем бројот на новооткриени, новозаболени и се поголем број на смртни случаи. На што се должи ваквата состојба и какви се во моментов? Добро, од средината веќе на 20 век белодробниот карцином почна да завзема едно значајно место во патологијата на малигните болести. Значи, со порастот на пушењето, односно за пушењето на индустријски цигари, тука има многу дилеми околу тоа дали навистина индустријското производство на цигари или некои други фактори кои загадувањето се поважни во порастот ризикот за појава на белодробен карцином, но, како што кажав, од средината на 20 век, па и во 21 век, веќе не носи една епидемија на појава на малигни заболувања на респираторниот систем, односно најчесто белодробниот карцином. Има големо значење со тоа што значи, неговите ефекти се далекосежни и обемни врз целото општество. Не е најдена успешна некоја стратегија за борба, превенција и превентивни прегледи. Меѓутоа, еве, тие испитувања сега се во тек. Ние сме во едно време интересно каде што се јавуваат нови превентивни прегледи, некои нови терапии кои што комплетно го менуваат ова поле на работа за белодробен карцином. Така, кои што допрва и би се применувале, така, да, за да го намалат и бројот. Загрижува фактот што е се поголем бројот на бови, но и смртноста, така, не само што е најмногу застапен, туку и најголем број смртни случаи има. Секако, и во светски рамки, и кај нас, белодробниот карцином е најчеста малигна болест кај машката популација, кај женските на прво, односно второ до трето место, зависно од статистичката метода која што се користи и земјата, поради тоа што некои земји имаат своји специфики. Исто така смртноста е најчеста. Сега, работата е дека белодробието како орган се често една локација каде што другите карциноми од другите места во телото метастазираат. Така да во проценките се, некои проценки говорат дека и до 50% од онколошка болница, ако зборуваме како работата околу белодробните потешкоти или проблеми или метастази или решањето на белодробните се работи за белодробна патологија. Тука се вклучуваат и оние пациенти каде што веќе се проширил друг тип на карцином, а ги зафатили. Сигурно еве најчесто место за метастазирање на кај пациентките со карцином на дојка се белите дробови, односно појава на плеврален излив. Така, да. Коронарната артериска болест и карциномот на бели дробови одземаат најголем број животи, така, од пациентите. Иако кога станува збор за коронарните болести, веќе во последните години, односно од 90-тите наваму, бројот на смртни случаи е намален. Тие се најмногу застапени, ама за сметка на тоа дека повеќе се внимава на превенцијата, оние ризик фактори кои што доведуваат до проблеми со срцето. Кај карциномот на бели дробови, за жал, ситуацијата некако не се менува. Да, тоа е секаде и во светски рамки и кај нас. Стои иначе земјите кои што превзема масовни мерки за промоција на штетните ефекти од пушењето, успеа да го намалат бројот на пушачи во општата популација од 50-60, како што беше, како што кажав, 50-тите до 70-тите години, па и 80-тите на 20 век, сега стигнува 25-27, меѓутоа бројот на карциноми на белите дробови е релативно стабилен, а се бележи благ пораз на појавата на карцином на бели дробови кај женската популација, кој што беше еден период понизок, значително понизок, сега бројките се приближуваат. Така. Споменавте повеќе кај мажите, тие се изложени на поголем ризик. Во кој било период од животот, најчесто 50-тите, 60-тите, 70-тите години од животот, или пак и тука нема некое Секако правило? Познато е дека белодробниот карцином се јавува после петтата или во текот или после петтата деценија од животот,
Така да тука се добива еден очекуван пик, врв на појава на белодробен карцином кај пациенти кои што пушеле. И сега пушењето. Главна и основна причина за појавата, најголема причина за појава на белодробен карцином? Секако тоа да не се залажуваме и пушачите да не се залажуваат. Меѓу 85 и 90% од луѓето кои што имаат белодробен карцином се пушачи. Сега, сигурно, тука се надополнуваат и други фактори. Ниеден на малигна болест не можам да кажам дека е од еден фактор, него збир на повеќе фактори, како загадување, локализација, стил на живот, да не набројувам понатаму. Меѓутоа, факт е дека 90% од белодробните карциноми се заради пушењето. Така. И тоа има значење колку цигари во денот се пушат, колку Секако, години човек пуши цигари. Почнувањето од порана возраст, нели, да, како нешто што го прифаќаат и го применуваат, нели, а сепак е лошо за здравјето. Секако тоа постои дозната зависност е секогаш присутна, ќе биде кај пушачите преовладува едно сомневање дека пушењето е самиот тој извор или предизвикувач. Меѓутоа еве вака да објаснам, кога пациент ќе дојде кај пулмолог, во основа првото прашање поради некои неспецифични симптоми, првото прашање било дали сте пушач, не сте, и веќе од тука тргнува самите исследувања по различни патеки. Така. Дали е пушач или не, меѓутоа и пасивните пушачи се ставени во таа група за ризикот белодробен карцином? Сигурно, кај пасивното пушење го зголемува ризикот за добивање карцином на бели дробови до 30%. И тоа е фактор секако заедно со други фактори од средината. Така, изложеноста на некои хемиски супстанции, така типот и професијата на работата, местото на живење и тука си има свое значење. Сигурно. Сега во последно време се доста популарни честичките кои што ги има во загадувањето. Сте чуено е ова веќе сигурно дека изложени сме сите нели на тој загаден воздух. Сигурно тоа ќе даде свој ефект во наредните 10-15 години на бројот на карцином на бели дробови кои што ќе се јават во иднина. Особено ги обвинуваат, односно обвинети се поситните честички. Сега да ви кажам, се менува последниве години структурата на белодробниот карцином. Значи пред 15 на 20-30 години преовладуваше сквамозниот тип, односно планоцелуларен тип на карцином. Во последните години аденокарциномот го завзема приматот, па дури и до 55% од целата бројка. Теоријата е, предпоставката е дека веројатно за него допринесува пушењето, меѓутоа и загадувањето, особено со овие поситни честички, партикли во воздухот, PM2,5 микрони, кои што ние најчесто ги споменуваме овие PM10 частичките, така? Да, поситните кои што продираат подлабоко во белодробниот паренхим, во сунгерестиот дел на белите дробови, и тука се создава еден фокус кој што може понатаму да доведе до развој на белодробен карцином. Така. Пушењето, аерозагадувањето, ред други некои фактори кои што придонесуваат, но и хроничните белодробни заболувања, кои на што треба да повнимаваат доколку го имаат таквиот проблем, дека можеби ќе го имаат ризикот. Сигурно, секоја состојба која што доведува до иритација, инфламација, воспаление во некој орган, може да се рачуна како потенцијален ризик фактор за добивање на некој карцином. Тоа не е само за белите дробови. Да не набројам, сигурно хроничната обструктивна белодробна болест, која што пак се јавува кај пушачи, така да не можеме јасно да ја разграничиме оваа состојба, кога, бидејќи пушењето е фактор за појава на овие две болести. Исто така некои поретки заболувања како фиброза на бели дробови, тоа дава зголемена можност за појава на белодробен карцином. Така. Кога човек пуши 10, 15 или 20 години, ако одлучи да престане со цигарите, тогаш веќе направил колку толку нешто добро. Да, мал чекор. Меѓутоа се почнува со мали чекори, така сите почнуваме во животот, и понатаму треба да се престане да се пуши
тоа во еден подолг временски период, дури после 10 години од престанок на пушењето, ризикот, статистичкиот ризик за добивање на белодробен карцином се изедначува со другата популација на непушачи. Така да. Подмолен го нарекуваат како и секој друго малигно заболување, никогаш симптомите не ги дава во раната фаза, најчесто кај речиси и секој карцином малку во подоцнежната фаза. Што е она на што може и треба да внимаваме ако имаме како симптом или некоја промена, сигнал што телото ни ја упатува и ни ја дава? Сигурно тоа е некоја популарни некои сваќања се дека карциномот се сврзува со некои болки, меѓутоа ни еден карцином не оди со болка во почетната фаза. Апсолутно. Истото важи за белодробниот карцином. Значи се јавува вообичаено класичната презентација на површина на бронх, се појавува одреден израсток кој што врши иритација и го дразни да се појави кашлица. На кашлицата може да се приклучи искашлување крв, меѓутоа многу чести симптоми се и болки во градите, недостаток на воздух. Сега работата е дека сите белодробни заболувања се манифестираат на овој начин, така да диагностиката е многу комплицирана, бара многу диагностички помагала, многу опрема би рекол и бара соодветно искуство од лекарот, така да респираторните заболувања колку и да се банални, вообичаени и широко распространети, сепак треба одредени симптоми кои што веќе траат повеќе од 3 недели до месец дена, треба да ги проследи специјалист од соодветната област, односно субспецијалист. Така да, како и за кашлицата, долготрајна кашлица која трае подолго време од она што вообичаено да речеме можеби треба да трае. Најчесто ја поврзуваме нели настинки, грипови, такви некои состојби, па тогаш и кашламе. Меѓутоа Сигурно, така да траење на долно респираторна инфекција, односно кашлица, задишување, свирење огради повеќе од месец дена би требало да го натера пациентот или неговиот матичен лекар кој што до тогаш го следел во да лекувал. Не сме свесни и не знаеме дали и кога треба да Секако треба да го натера да побара, не знам, рентгенско снимање, компјутеризирана томографија и така натаму и така натаму. Така да. Начинот на испитувањето и диагностицирањето, кога веќе ќе се побара лекарска помош или кога веќе ќе се дојде на лекар? Каква е процедурата? Вообичаено е да почнеме дека секој треба да, кога има подолго време респираторни потешкоти, би требало да направи рентген на бели дробови. Можам да кажам дека во денешно време рентгенот на белите дробови е метода која што многу малку ни помага да поставиме соодветна диагноза, така да компјутеризираната томографија представува, да кажем, еден влез почеток на диагностиката на сите респираторни заболувања. Има подобрување во технологијата, достапноста, меѓутоа се уште сме далеку од она што треба да го имаме, така да понатаму може да следуваат, значи, како основна диагностичка метода бронхоскопијата или трансторакалната биопсија, со што се добива примерок од заболеното ткиво, се испитува дали е малигна болест или некое друго респираторно заболување. И сега да споменам дека во денешно време диагностиката и типовите на карциномите се доста променети. Значи, најдени се доста варијанти, подваријанти и мутации на белодробните карциноми, така да диагностиката во голем дел се сведува и на молекуларна диагностика, што е доста комплицирано, скапо и можам да кажам дека во Македонија и потешко достапно, така да и поретко се изведува. Сето ова што го зборуваме важно, во последниве години добиваме во светски рамки нова група на лекови, што ни дава можност за индивидуализиран пристап во лекувањето на белодробниот карцином. Се трудиме да фатиме приклучен кон светските текови, иако сме се уште далеку во Македонија, морам да бидам реален за тоа.
Меѓутоа се надевам ќе биде подобро во иднина. Така да. Ке зборуваме и за терапијата и за лекувањето и пред да ги вклучиме гледачите и да ги слушнеме нивните прашања, голем е делот веројатно и на луѓе кај кои што не е откриен навреме белодробниот карцином, но огромен е исто така и бројот на оние кај кои што можеби во моментот веќе кога ќе се открие не може да се направи операцијата, хируршката интервенција заради ред други причини. И тоа е еден од загрижувачките факти и податоци зошто е толку голем бројот на белодробни карциноми. Секако и во смртноста од нив. Секако во најразвиените земји процентот на пациенти кои што можат успешно да се оперираат се движи околу 15%. За Македонија не би можел да кажам, немаме податоци, меѓутоа сигурно не е повисок, верувам дека и понизок процентот кој што е можна операција заради касно откривање или заради ширење на белодробниот карцином на други органи или низ лимфните јазли во медијастинумот. Така да. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Ало? Да. Ете, одлично ве слушаме, повелете со прашањето. Поздрав за докторот. Чим доаѓа од сестина, мора да е врвен доктор, тоа е јасно. Така. Сакам да го прашам во врска со пушењето. Ајде, повелете. Се многу активен пушач. До пред 10 години, да кажеме. Ги откажав цигарите не од друго, од страв. Значи, кога ме однесоа на кардиологија и ми кажа дека имам запушување во срцето и од страв ги фрлив цигарите. Ме интересира дали последниве снимања што сум ги направил на плуќата кај доктор Соловски ми објасни дека плуќата ми се како на млад дечко, а се работи за 55 годишен маж. Би сакал докторот да го прашам дали пушењето како фактор е скроз исклучено, пошто се осеќам немам никакви проблеми и дури полесен ми е животот, поубава ми е храната, водата ми е посладка. Така. Прашањето ми е дали пушењето како фактор завршило те биде. Или Тоа се и уште нешто сакам да прашам, ајде, ако повелете. може. Може секако. Уште нешто сакам да прашам. Ова се однесува за Канал 5. Дали може да конкурирам за втората награда, пошто идам и на диализа и многу ми е потребен апарат да повеќе пати мерам на денот. Така, за апаратот за мерење крвен притисок кој што го доделуваме во вториот дел, ма многу ми е жал, јас не можам тука никако да ви помогнам, ќе мора еве да бидете докрај со нас, па да се обидете да се јавите во оној дел кога ние ги повикуваме нашите гледачи и кога во моментот знаат дека го доделуваме апаратот за мерење притисок. Имаме уште многу емисии во кои го доделуваме овој подарок, се надевам дека ќе имате можност во една од нив да станете и вие добитник на тој ваучер. Ви благодарам за јавувањето. Во поглед на откажувањето со цигарите е добар пример овој гледач, нели, и за останатите. 55 години, значи на 45 веќе престанал со... Така. Статистиката говори дека шансите за добивање, за ризик белодробен карцином после 10 години се приближуваат како оние во популацијата кои што се непушачи. Така да јас би рекол дека веројатно се блиску до она што секој од нас може да добие некоја малигна болест. Сега тука се поставува прашањето до пред 20 години еден од 10 луѓе добиваа некоја малигна болест, сега тоа се приближува значи во 3 до 4, така да многу се застапени, нели, малигните заболувања. Малигните заболувања, така да проблемот е многу сложен и не би можел да кажам, сигурно тука зависи колку години вкупно бил пушачкиот стаж, сигурно и од тоа зависи. И она што го рековме, колку цигари дневно, така... Навиките за пушење, колку се вовлекува, кој вид на цигари, така да
тука многу фактори, меѓутоа ја мислам дека ризиците се мали. Така. И добро е што на време е првиот чекор, барем оној основниот. Секако. И не само за да се заштитиме од белодробен карцином, туку едноставно откажувањето од цигарите, така и за другите и За сите други кардиоваскуларните заболувања и сите останати. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден и за многу години празникот детеше. Здравје нека дава Господ. Така, Да ви кажам, сакам доктор Ольбер да го прашам. Јас мислам дека, не знам колку ќе се сложи тој, дека смртноста со карцином на белодробието е многу поголема со самото загадување уназад неколку години што е во Републикава, посебно во главниот град, не е толку колку од цигарите. И порано луѓето пушеа, а има луѓе кои што у живот не знаат што е цигара, па имаат карцином на бели дробови, поготово е сега клиника за пулмологија е полна, јас сум стален пациент таму. А посебно честниот што добив и стварно овој изврсен доктор е уште од клиниката кога беше по патна бронкоскопија во мрежа тумори вадеше. Така да секоја чест му посакувам среќна иднина, а исто и на вас што не носите добри доктори за Така да не ви. едуцирате. Поздрав! Ви благодариме за јавувањето. Да. Загадувањето, цигарите и ред други фактори на кои сме изложени. Сега морам да Сите споменам тоа. дека типот на загадувањето е присутно долго време. Знаете дека Македонија последните 5-6 години набави современа опрема за регистрирање, мерење на повеќе локации. И всушност ПМ частичките последниве 7-8 години се мерат, иако биле веројатно и претходно присутни, така да можам да кажам дека ова е повеќе присутно во јавноста, а не дека загадувањето претходно не постоело. Да се подсетиме, јас веќе се сеќавам дека постоеше фабрика треска која што беше во центарот на Скопје и секојдневно испушташе огромни количини на саќ во воздухот. Јас лично многу убаво се сеќавам на тоа, да не ги спомнувам топланите, така да загадувањето мислам дека повеќе сме свесни и повеќе јавноста е информирана за тоа, не дека проблемот е сега поголем. Дори би рекол дека повеќе се посветува внимание во последниве години. Така да, начинот на живот порано во минатото и сега веќе како да не можеме да го споредуваме. Така, тогаш сме имали поздрав начин на живење и поздрава храна, можеби затоа во овие денешни услови треба малку самите повеќе да внимаваме. Секако, тоа секако не е. Секое време си носи Свој свој начин на живот. Да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, поздрав до доктор. Едно прашање имам до доктор. Ве слушаме. Ме интересира вака, јас имам болест ХОП, хронична болест. Каде у месецот најмалку по 2 пати идам да лежам у болница. Дали на белодробно, дали мислам на пулмо, сега лежев пред 5 ден има бронхопулмонија, лежев по војна болница на заразно, што е инфективно, пошто немаше нигде место Так. по другите клиники и таму ме прима. И то тешко дишење, има гушење и сега имам и проширено срце, ми најдва, и блок на лева гранка. Ме интересира едно прашање до господинот доктор. Користам тие фостер и овој се од другиот спиралактон, тие таблети и феросемид за мокрење. Ме интересира да го прашам дали ми следува мене апарат дома у домашни услови да користам и како може тој апарат да се набави. Затоа што кога ќе го земам, кога идам во клиника, многу одмам се осеќам подруго дишењето и вески кога ќе земам аминопелин, одмам подруго ми е дишењето. Него таблети што земам дома аминопелин од 350 милиграма. Дали добро слушнавте или треба да... Не, некој апарат спомена гледачот, меѓутоа не сум сигурен за каков апарат зборува, дали за кислород, концентратор или за инхалатор, не сум сигурен. Така, се уште сте на линија, слушнавте така, докторот што ве прашува? Да, господин докторе, за инхалатор. Јас колку што знам, не постои можност, односно никој не го рефундира апаратот за инхалација, меѓутоа
еве, да кажем, една придобивка на глобализацијата, тие се широко достапни и релативно ефтини. Ја, колку што знам, меѓу 2000 до 2500 па и до 3000 денари се наоѓа пристоен апарат за инхалација. Вашиот лекар може да ви препише соодветна терапија, која што и во домашни услови може да се користи, особено кај пациенти вака со хронични респираторни, кои што се редовни муштери, еве како што спомена гледачот, по 5-6 пати годишно во некоја установа е згрижен. Така, ќе може тоа во домашни услови да го Па, применува? да, би можел, да, во одреден, сигурно, во одреден дел од денови за подобрување на респираторната функција може инхалатор да се користи во домашни услови. Така, да. И хроничната обструктивна белодробна болест, и таа е така доста специфична и застапена кај популацијата и треба и повторно да и се посвети внимание. Сигурно тоа бара посебен осврт на тоа. Тоа се комплицирани проблеми кои што многу поразвиени земји не успеале да го решат, многу тешки за решавање, многу скапи за решавање. Секој пациент со хронична респираторна слабост бара соодветна нега, инхалатори, концентратори, кислород, апарати за неинвазивна диагностика. Тоа е многу комплицирана патологија. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден и за вас. Повелете. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, одлично ве слушаме. Повелете со прашањето. Можда не е ова толкова домена на докторот, ама ќе го прашам. 2013 ми е откриено карцином на грло на матката. И тогаш примав хемотерапија и здравствена терапија. Прашањето ми е дали постои уште некаков ризик. Сега одам на 6 месеци на контрола. Онкологот ми вели дека одлично се, резултатите се добри. Само ми е прашањето дали постои уште некаков ризик за повторување и во врска со исхраната. Многу кажуваат ова не треба да јадиш, ова не треба да јадиш. Да ми одговори дали може од све да јадам. Добро, ви благодариме за прашањето. Гледачите ја користат секогаш приликата гостувањето на докторот да го искористат за да добијат совет. Сосема поинаков карцином и друга тема, меѓутоа совет и препорака може да и дадеме. Сигурно не би можел да говорам за проблемите на гледачката која што се јави. Треба да оди на редовни контроли. Одреден ризик за рецидив секако постои како секоја малигна болест. Меѓутоа со редовни контроли тој ризик би се минимизирал и навреме би се спречиле со некои евентуални рецидиви. Исхраната околу малигните болести, некој поголема препораки за типот на исхрана не би можел да дадам, нема големи препораки, меѓутоа тоа зависи од другите хронични заболувања кои што, не знам, одредена популација во подоцнечната возраст ги има, така да затоа најдобро со својот матичен лекар да поразговара. Така, да, ќе ги добие на тој начин најдобрите совети конкретно за проблемот кој што веќе бил, да надминате, но секогаш постои стравот да не случајно се повтори, ама доколку човек нели малку повеќе внимава на себе, редовни контроли прави, тука веќе ризикот е намален. Доктор Јовковски, терапијата, лекувањето, откако веќе ќе се постанови или ќе се диагностицира дека станува збор за карцином, има ли значење во кој стадиум е, прв, втор, трет или пак понатаму, каков ќе биде понатамошниот тек? Секако во третманот на белодробниот карцином, како што кажавме, основниот чекор е земање соодветен примерок од заболеното место, негово детално испитување, не само хистопатолошко, него и молекуларна диагностика се спроведува во последно време, и генетски испитувања дори, кои што ни даваат можност да одредиме типот на туморот. Од постоењето на типот на туморот, че постојат основно 4 групи на белодробни карциноми, кои што се различни по својот третман, операбилност и сето тоа. Секако, кај две главни групи се non-small cell и small cell. Small cell, значи ситноклеточниот белодробен карцином, препораките воопшто да не се оперира, бидејќи неговата во моментот на откривање веќе се претпоставува дека се сигурно присутни метастази на друго место кои што потешко се откриваат.
Тоа е неситно клеточниот тип на карцином. Идеално би било кога би се открил во стадиум, че во големина 3 до 4 до 5 сантиметри, и да се извади, односно хируршки интервенира, извади карциномот заедно со придружните локалните лимфни јазли. Овој тип на третман дава најголема можност за излекување. Сето останато значи продолжување на живот, палиативно лекување и така натаму, иако во денешно време веќе се јавуваат нови видови на терапија, тоа е така наречена таргет терапија, последно време имунотерапија. Имунотерапијата сега морам да ја споменам, последниве месеци предизвика доста големо бранување во медицинската јавност, го очекуваме тој бран да се префрли и на популацијата. Кога ќе кажем имунотерапија, не значи да примаме нешто за имунитет, него идејата за имунотерапијата како третман потекнува од тоа дека, значи, не знам колку е познато, во човековото тело дневно се создаваат можеби и неколку стотини па и илјади малигни клетки. Значи клетки кои што успеваат да побегнат од оној класичен циклус на поделба, делење. Меѓутоа, тука постои имуниот систем. Обично те убици клетките во имуниот систем кои што ги препознаваат како променети клетки и ги уништуваат на самото место. Малигните болести се малигни болести со сите своји карактеристики баш заради тоа дека успеваат да го залажат на еден начин имуниот систем, односно те лимфоцитите, дека тоа се сепак здрави клетки и успеваат да избегат од контрола на овој имун систем. Значи имунотерапијата која што е доста актуелна во последно време влие на еден начин тие клетки да му се презентираат, да станат повторно препознатливи за имуниот систем и тој успешно да може да го исконтролира, значи самиот човек со своите сили да се одбрани од оваа малигна болест. Така. Од сите малигни болести во таа насока, од повеќето или конкретно? Последниве години тоа е хит тема за исследување во високите медицински кругови во западните земји. Има резултати кои што ветуваат, меѓутоа факт е дека до сега не е постигнат оне успех да кажеме дека сигурно некоја напредната болест проширена повеќе делови би можело да се излечи комплетно, меѓутоа има доста добри резултати кои ветуваат на контрола и преоѓањето на малигната болест во една хронична болест која што ќе тлее, нема да дозволи да се шири, да се шири на останатите органи, а тоа е она што доведува до смртност поголема кај пациентите заболени од овие болести. Така, стадиумите во кои што се јавува заболувањето, нели велиме колку е порано, толку е подобро, шансите за излекување се многу поголеми, односно периодот на преживување, така, веќе по извршената и интервенција и може ли конечно да се излекува комплетно? Има ли случаи или пак за жале мал тој број? Како да кажам, јас во мојата пракса, веќе 20 годишна, би рекол дека сум видел пациенти кои што успешно се излекувани, кои што после повеќе години, 5, 7, 8 години се без знаци за карцином во нивното тело. Се рачуна стандард медицински е дека 5 годишно преживување, тоа се мери кај одредени заболувања. Кај белодробниот карцином, значи општата бројка е само 14%. Значи 14% од луѓето кои што, не знам, еве денеска овие денови би се открил белодробен карцином, ќе доживеат 5 години или повеќе. Така. Велиме превенцијата е секогаш потребна и секогаш е добре дојдена за да спречиме одредено заболување. Овде можеме ли нешто превентивно да направиме? Што е оно што како редовни прегледи би можеле да ги правиме навреме, за каква било промена да забележиме? Сигурно, основно е прекин на пушењето што порано. Секогаш на прво место, значи конкретно за овој проблем. Па тука би се очекувале одредени резултати во некаде временски диапазон од 15, 20, 25 години би очекувале резултати на пополека да се намалува бројот на заболени со белодробен карцином. Меѓутоа, тоа е вака нереално, тоа секако е општо познато дека ретко кој пушач се откажува од пушењето, тоа е тешка болесна зависност.
која што е исто така голем социјален проблем. Превенција. Секој пушач треба да внимава на симптомите, кај секоја промена во неговата состојба, значи болки, слабење, кашлица, почеток на гушење, замарање, тешко дишење, би требало да се јави кај соодветен лекар, пулмолог, кој што ќе знае да ги направи. На апетитот, намалување на телесната тежина без некоја голема причина, малаксаност, ред други некои симптоми, треба да не упатат. Секако, секако постојат многу симптоми кои што можат да ги поврземе со појава на некоја болест, малигно заболување. Проблемот е дека и појавата на ХОБ, хронична опструктивна белодробна болест, всушност оди со истата симптоматологија, така да многу тешко можеме да го разграничиме, затоа посета кај пулмолог, кај при промена во навиките на пушење, кашлање, тешко дишење и соодветни понатамошни исследувања ќе знае соодветниот специјалист да ги направи. Так, пушачите обично наутро, рано кога ќе станат кашлаат, па и велат од цигарите ми е ова, па не посветуваат големо внимание на таа кашлица која што ја имаат. Како да сме, секој долгогодишен пушач има зголемен секрет. Сега да го споменам дека присуството на секрет кажува дека кај пациентот, кај човекот кој што е пушачот, веќе започнал процесот на хронична обструктивна белодробна, хроничен бронхит, всушност е тоа, во одреден степен. Кај некој завзема, значи тој си останува на едно вака почесто искашлување на секрет кој што е обично густ, со лоша боја, со непријатна миризба или со примеси на никотин, катран во него. Меѓутоа, тоа е знак дека веќе хроничната обструктивна белодробна болест започнала, земала замав. Сега дали ќе продолжи и да во една поизразено темпо да доведе до одреден инвалидитет или ќе остане само на степен да предизвикува утринско зголемено искашлување на секрет, тоа е веќе индивидуално. Меѓутоа, сите тие симптоми треба да ги секој пушач да ги свати сериозно, дека тоа е веќе покажува дека белодробието е оштетено и дава сигнали дека нешто се случува на површината на дишните патишта. Така да, не мора да станува збор само за карциномот на белите дробови и ХОП сама по себе така е опасна и може да предизвика инвалидитет во смисла човек веќе да не може ниту сам да се грижи за себе доколку се доведе до таков степен. Секако, тоа е обичаено. Имаше и гледачка што претходно се јави, ги спомена, го опиша точно животот на еден пациент со хронична обструктивна белодробна болест. Цела зима по некои лекари, болници со третмани, терапии кои што се скапи, комплицирани и најголемиот дел од времето го поминувате во болница. Секако. Така да. Да ги слушнеме уште еднаш гледачите, уште едно или две јавувања, бидејќи полека приближуваме кон крајот на денешната визита. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало, добар Да, ден. ве слушаме, повелете. Слушате, поздрав за емисијата, до докторот и до вас. Ви благодарим. Да, имам едно прашање. Не сум пушач, значи на 60 годишна возраст сум. И сакам да прашам дали симптомите кивање, солзење на очите, на излегување од домашни простории надвор, се некои симптоми за проблеми со дишењето. Или со нешто со белодробно нешто со белодробно, а не сум пушач. Така, а имате ли направено некаква проверка? Во загадени простории, така со чад, со дим, така да веќе тоа ми беше прашањето. Дали кивавите неколку пати поред и солзење на очите е проблем со белодробите. И дали треба да направите нешто и да проверите за што станува збор? Не сте направиле досега, така? Никакво. Па имам направено снимки на белодробна тоа. Не ми е препорачено ништо, лекови, такви работи, ништо и така. Добро, во ред. Ќе слушнете веднаш совет. Да, вашата гледачка спомна повеќе горно-респираторни, значи горниот респираторен тракт, нос или ларингс, сето тоа што така да тука не можам директно да го поврзам со респираторна белодробна патологија, меѓутоа може да биде симптом на една
алергија. Сега не Ете, би така, можел да, сигурно, да. мислам, овие емисии не се наменети диагнози да поставиме Да. преку телевизија, меѓутоа Само да им ги дадеме упатиме некои што совети, да направат следно, да. Секако ја сметам според симптоматологијата која што ја споменува вашата гледачка, дека не се работи за сериозно заболување, евентуално може да направи алерголошки тестови. Сега, да кажам, кивавицата и солзење на очи се и нормален одговор на организмот на било која иритација. Еве можам да споменам јадењето лута пиперка доведува до истите симптоми сега. Тоа е вазомоторен ринит, тоа е нешто сосема друго, меѓутоа иритација, присуство или изложеност на разни гасови, загадувања, мириси непријатни, може до истата симптоматологија, тоа не е заболување, него е само нормална реакција на организмот. Да. Меѓутоа може да се направат некакви тестови и испитувања, посебно доколку во ист период од годината се случуваат и ги чувствуваме таквите симптоми, треба да помислиме дека може би и некаква алергија има. Секако. Би можела да направи алерголошки тестови гледачката, тоа ќе ни ја објасни дали се работи само за иритација или за некое алергиско заболување на горните респираторни патишта. Така, и алергиите се почести се, така и се во поголем Секако, број. и таа патологија е дел од луѓе кои што никогаш пулмологија. немале никаков проблем со алергија, на своји 40, 50, па може би и 60 години, така ќе добијат некаков Сигурно, и тоа е една симптоми, состојба реакција. која што веројатно била присутна, меѓутоа повеќе обрнуваме внимание, подобра едукација на лекарите, Така. на јавноста, така да сега се води, еве луѓе има и на 70 години кои што примаат имунотерапија. Така, така. Добар ден и за следниот гледач. Повелете да ве слушнеме и вас. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Може да се јавиме? Да, веќе сте во визита вклучени? Ало? Да, ве слушаме одлично. Кое е прашањето? Ама кое сте- двајца зборува. Не, само вас ве слушаме. Ајде, поставете го прашањето, па ќе го слушнете одговорот и советот од докторот. За пушење го сакам да го прашам докторот нешто. Добро, продолжете. Ја имам 68 години. Некаде од октомбар месец не пушам. Душева ми бара цигара, леп да не едам цигара да запалам. Добро, да. Како да ви дадеме совет или препорака Совет полесно некој- ова да се надмине? А колку години до сега пушевте? Пушам преку 50 и кусур 60 години. Не е можно од 8 години да сте почнали. Рековте 68 дека имате, така? Да. Од 18, така ќе пресметаме, така? Дека почнал гледачот да пуши. Да, веќе сега тука ова прашање не би можел баш, не знам како би го одговорил, бидејќи Не смее да се врати нормално- повторно на цигарите, некако така секако да го тоа би дадеме било советот. Сигурно, тоа во секој случај дека тоа не би можел да го препорачам, меѓутоа желбата за пушење останува, јас сум сигурен кај секој пушач останува. Сега прашањето е зашто ги оставил, тоа некогаш и престанокот на пушење, односно промена на вкусот на цигарите, укажува на некои болести. Сега не сум по телефон, не можеме да се задлабочиме во проблемот кај секој посебно гледач, меѓутоа би требало да направи една контрола. Вообичаено пушачи во таа возраст не ги оставаат цигарите, освен ако немаат сериозен веќе проблем, дали белодробен или од кардиоциркулаторниот систем, меѓутоа би требало околу тоа да се разгледа подлабоко, а желбата веројатно си останува, тоа не би можел да. Така, поддршка и Да, од му семејството, еве така да речеме, нели? Да има комплетната поддршка за помалку да мисли на цигарите. Време треба да помине во секој случај, така? Од октомври до сега бар некои 3-4 месеци, краток е периодот, така? Во денешно време постојат и средства кои што содржат никотин, дали во вид на фластер, дали во вид на мастики, бомбони, кои што човек зема никотинот, како што знаеме, е основно средство кое што ја одржува зависноста на цигари, иако он не е најдиректно толку одговорен за штетниот ефект, меѓутоа може да користи некој вид на замена за никотин. Иако тоа само би одржувала зависноста, може во секој момент да помине, повторно да се врати на цигарите, така да најдобро да се воздржува од сето тоа.
Така, не знаеме кој колку може да издржи на сите тие предизвици пред него што се исправени. Пред самиот крај на денешната визита, што е она што како препорака ќе го упатите до сите нас? Да, пушењето, престанок со пушењето на прво место како еден од најдобрите начини на превенција за карциномот. Секако, и секој пушач кој што има подолг стаж, да кажеме преку 30 години активно пушење со редовно пушење, би требало да прави барем еднаш годишно контрола, значи рентгенска слика на бели дробови, евентуално спирометрија, која што го следи белодробната функција, за да се откријат навреме одредени промени или соодветна терапија на време да почне да прима. Тоа би било мојот совет. Спирометријата ја правиме на систематските прегледи, меѓутоа тоа е за онаа популација која што е работоспособна и додека е на работа. Оние повозрастните прегледи во последниве години се широко распространети и даваат еден убав пресек на општото здравје кај луѓето. Кај пушачи, моја препорака било кај пушачи еднаш годишно барем рентгенска слика на бели дробови да се направи. Активни пушачи преку 30 години пушачки стаж, за да може да се следи појава на одредена промена која што би барала и понатамошни испитувања. Така. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Метео 5 прогнозата за времето во текот на денешниот ден. Вестите во 11 часот, а веднаш понив, веќе добро знаете, ја продолжуваме денешната визита.